За 2 недели истражните органи би имале појасни докази дали 25-годишникот од Кумановско е серијски убиец. Толку време е потребно за ДНК лабораториските анализи, по ексхумацијата на жена од Нагоричане за која постои сомнеш дека и таа била убиена од истото лице. Примероците за испитување од жената на 40 на години која била погребана пред 1 месец се земени пред 3 дена на Институтот за судска медицина. Откако во петокот обвинителството отвори истрага за убиство на свиреп начин врз 78 годишна старица, а осомничениот го поврзуваат со уште неколку слични случаи во Кумановскиот крај, од Министерството за внатрешни работи без конкретен одговор на прашањата од СИТЕЛ, дали МВР ги проверува постапките на СВР Куманово за евентуални пропусти во истрагата за сомнителните случаи, колку случаи на починати лица се под проверка и за какви дела досега одговарал приведениот. Ви известуваме дека во интерес на истрагата во моментов не сме во можност да споделиме повеќе детали. Воедно апелираме за трпение, институциите и истражните органи да го комплетираат случајот, пошто соодветно ќе биде известена јавноста, стои во писмениот одговор од службата за односи со јавност во Министерството. Неофицијално, истражните органи се сомневаат дека 25-годишникот од селото Драгоманце извршил 5 убиства во овој крај, лани и годинава. Во петокот пред камерата на СИТЕЛ сведочеше 85-годишната Росанка, која тврдеше дека и таа била нападната од истото лице, но за среќа успеала да се спаси, бидејќи нешто тропнало и тој избегал. За сега нема информација дали обвинителството ќе бара ексхумација и на други тела. Дали може да се обезбедат траги од Институтот за судска медицина велат дека тоа зависи од временските и теренските услови и колку време е поминато од погребите. Затоа е најдобро секогаш да се работи обдукција веднаш после починувањето на одредено лице. Колку ќе помине поголем период од смртта до обдукцијата, толку и шансите се помали. Јавноста во Македонија се сеќава на неколку серијски убици од пред 20 на години, меѓу кои окригјанецот Лазе Радески, кој жртвите дилери на девизи ги убивал со чекан во глава. Скопскиот Расколников од Ѓорче Петров во 2009 убил и ограбил 4 постари жени, а 1 година претходно беше откриен и серијскиот убиец, новинарот Владо Танески од Кичево, кој беше осуден за 3 убиства на жени со давење со кабел и потоа се самоуби во затворска келија. Александар Динев, СИТЕЛ телевизија.